за нас е ирелевантно. Они се членка на ЕУ. Они си го фатиле местото. Правилно или неправилно? Не, бидејќи сами спомнате дека тие се обидуваат, дека ние пробуваме нив нешто да ги убедиме, зашто не кажете обратно? Ајде. Јас сум сега на оваа маса викнат, без разлика какво мислење имам. И без разлика што ќе ми кажат. Ама тој што не е на оваа маса, може да се збори дома колку сака и да мисли, овие сте лоши, гадо и така натаму. Треба да седиш на маса. Треба да бугарите некогаш ние да им ставиме вето за нешто. Ако ние останеме маратонски вечно, ја не знам маратон колку трае додека е Мицкоски премиер или додека сме ние живи, или додека е Богдан жив или внук ми додека е жив. Колку е тој маратон и колку е тоа достоинство трае, колку мина ќе останат у Македонија, колку патриоти ќе живеат у оваа земја. Значи тој маратон е субјективна работа и тоа достоинство. Екзактно. Екзактно е 75%. Да се разбереме, нека кажат. Извини, Столе, молим те. 75% испитаници во оваа држава велат дека се за Европска унија. Така? Така е. И повеќе сега. Може помалку да биде, све е пропаганда. Но исто толкав број на луѓе во оваа држава велат, но не под условувањето на од страна на Бугарија. 75%. Што ви зборува тоа? 90% од македонските граѓани се против. Апсолутно, тоа е друга не сакам да столјам од. Така да, не ви ја разбирам поентата. Не е точно. По анкетата не е точно. Како не е точно? Таа е стара анкета, знаем на која мислиш на 90%. 89%. 89% од пред 5-6 месеци. Не е точно. Од припадниците на ВМРО. Кај постои анкета за припадници на ВМРО? Тоа постои кај го слушав тоа? Па има, ја ќе да ја покажам. Мислам дека Филипче го збореше. Значи анкета во која што партиски анкета во тој си мисли дека некој слуша. Анкета. Ја си го слуша Филипче Града. Љубиша, анкета во која што Ај добро, припадниците на Подем што мислат за спорот со Бугарија? Кај постои анкета во анкета некој да праша за која партија си што мисли за ова? Анкетата на да бидеме на сигурно, Каржаловски нека има колку е глуп предлогот, бидејќи е глуп, нека направат референдум, па да видиме колку. Зошто референдум? Добре луѓе. Па ете за да видиме точно, не се караме. Ајде да видиме, добро, ајде дека направат референдум за Safe City. Како ќе ги бираме ние прашањата за кои ќе правиме референдум? Која прави анкета? Неќе до души, па неќе до 200, па Абе добро сега. Направи референдум. Што ти пречи во таа анкета тебе? Што не ти е верно? Еве изборите бе анкета. Што не ти е верно во однос на бројки? Не е важно мене што ми е верно или не е верно. Па не прашувам, бидејќи ја спориш анкетата. Абе Богдан, јас сум 35 години. Добро, во ред. Јас сум влијал и уште влијам на расположението на народот. Добро. Така? Расположението на народот е продукт на оваа емисија. Во ред. И сега, ако не е глобалното продукт на твоето убедување, не е причина за лутење. Па не е за лутење, ама ти го взимаш тоа како некоја апсолутна вистина. Не го земам како факт. И стало балансира. Не сум ја правил јас. Не, ама од друга страна е оно убедување дека народот е во право и кога греши, дека ако народот се прашуваше неаме да имаме ваков договор, рамковен, преспански, не знам како. Кажи ми тие стратегија која е? Освен тоа што да ту Брисел да ги убеди. Јас не правам стратегија. Не, кажи стратегијата на владата. Стратегијата кажи ми тоа од тебе да чуем денеска. Стратегијата е. Кажи ми што е за да се смири душева да се смири. Супер. Стратегијата е да не дозволиме твојот дедо некој да го нарекува бугарин. Може ли? Не може да го спречи. А ја ако отидам сега, пошто не можам па речем, абе, дедо ми беше бугарин. Мене јас да те викам. Тоа си е. Моето достоинство на тоа. Тоа си е. Тоа е лична работа и лага генерално. На 250.000 ако станат не се 250.000. Добро бе, ако ќе станат. Добро ќе станат. А колку сега, колку? 115.000 лани од податоци на бугарско министерство за правосудство. Сега вика дека се 250. Абе тоа вика. Јас можам да кажам дека се 250.000. А Љубиша, ве молам, ајде да се смирите. Ти кај ги виде 115? На сајт на Труд.бг, Труд.бг, кој што цитира податоци од бугарско министерство за правосудство. Бугарското министерство сега вика 250. Не е точно. Викаат политичарите, тоа се политички тези. Ама не е точно. Просто не е точно. Тоа е како јас да кажам дека се 200 души. Нека се 100.000. Никој не знае ќе биде 200. Колку биле пред 2007? Тие 100.000. Колку биле пред 2007? Меѓутоа, меѓу тие 100.000 има и членови на влада, има и парламентарци. Не знам, ево ќе ти верувам. Како веруваш само тоа ти што сакаш да веруваш? Од кој член на влада? Кој член на влада има бугарски пасош? Кој член на влада има бугарски пасош? Тоа не е важно. Како не е важно да се видиш? Па нека донесат закон за влада. Па нека донесат да видиме кои се. Призна. Не кеш да донесат. Енергетика призна и дека била во фаза на земала.
И сега земала, тие, имала, брекинг и ньюс. сега тие што имаат, толку Не страшно да знам имаш ти, бугарски секој од нас паспорт? познава тројца луѓе што имаат. Не прашувам, бидејќи тврди има. не, еве, и тие што имаат 100.000, Добро. тие достоинството им падна. Тие сега се завлеза на бугарите или не се завлеза на бугарите? Не може да споредуваш индивидуална одлука со државна стратегија, позиција и уредување. Држава без луѓе не постои. Тоа треба да Аде, не разберете. постои, да, точно. Не постои без луѓе. Македонска држава без македонци не постои. Така, сега затоа не како? може да прифатам Не може дека да постои. дедо ми бил бугарин кој не бил. Просто е сега како да ти кажам. Добро, ама сега тие ќе ти кажат други. Јас сум исто така против. Ти тече, ама ние од економски причини знаеш, земавме не дека Сите ние- земале од економски причини. Мислиш дека некој се Што мислиш? Ти веруваш ли тоа? Економски причини да Дека од влеземе економски причини веруваш земале? ли тоа? македонски паспорт? Верувам. Човече, ти дали имаш пријател што има бугарски пасош? Да, имам. Од сиромаштија зема бугарски пасош? За подобар економски. Ајде, се тенесуваш. Добро. Па сите што Може ли имаат да го пари- завртам сите што обратно? имаат пари за Може ли да миле. го завртам обратно? Заврти го, ама Имаш ли прија- пријател што има бугарски пасош? Имам. Колку од нив земале пред Бугарија стане членка на ЕУ? Сега не знам колку земале. Земале тие што има. Завршен. Минус Добро. 3. Што заврши? Колку што гласат сега овде у државата кога има избори во Ајде, Бугарија. повели, столи, да. Правиме ние дневна политика, тоа не ми се допаѓа. Браниме едни, напаѓаме други. Јас сум дошол тука да анализираме. Јас ја бранам и не ми ја Македонија кажа- и македонската позиција. Ама не ми ја кажа која е стратегијата. Стратегијата е да не, ама кажа, прашам, повијазна. не. Стратегијата е да не прифатиме дека мојот дедо покоен Богдан, како мене се викал дека бил бугарин, бидејќи не Ние бил. за делот и Богдан ни За правиме. дедо ми, да. Целата стратегија се теме. Па сега, ако Ама ние сакаш, гајле за дедот и Богдан се правиме за ако сакаш, децата, не за... Свадно ми га. па те преска за дедо ти го понудив Дедо на ми маса, па Трифон беше ти не сега зема зема бугарски друга пасош, бил Па турски ни војник. дедо ми, окей. па, Сега што дедо? Ние јас сум земал, ни Добро, ќе сега, ако ако не- ме не- заглавуваме не- муабето. Ама како го заглавуваме Па муабетот? затоа што викаш А како да ти објаснам концепт на достоинство национално во 15 секунди? Ти рече дека надворешната Кажа, да. политика се води како држава, значи за Да, сите, не само за Трипунт и за Богдан, Да. туку за сите. Кажи ми, која е стратегијата за сите, не само за Делот и Богдан, Стратегијата за сите е да не за бидеме син ми и за внук. да не се понижувани на непримерен начин, да влезат, да ги отворат преговорите и никој пат да не ги завршат. Може би и тие како генерација на политичари и внукот жив и здрав да е. И како ќе го направиме? А ќе го направиме со обид да она што емпириски се покажало изминативе 7-8 години дека е така. Значи, како е на Ајнштајн му ја препишуваат таа изрека дека е глупо, лудо да правиш исти работи да очекуваш различен резултат. И сега Не, ние не исти реков ја. работи да правиме Не, со не реков. ги решивме сите отворени прашања Не со реков соседите. така. Вето. Па ајде да пробаме нешто поинаку. А тоа те прашувам. Ама се ме прашуваш, мене ме прашуваш како Богдан. Не сум јас Не ти. те прашувам како новинар. Кажувам дека Дали ти ја гледаш таа стратегија? ја гледам, ја гледам. Во самитот во тиват ја гледам. У што ја гледаш? Во дека- тоа дека има сигнали дека И јас те во уште пре- геополитичкиот уште контекст, преска се во насмеав цинички. геополитичкиот Да, што од може да се од насмееш, сигналите, морете. не, само да ти кажам, мојата Ако? реакција беше сигналите се едно. Тие може да имаат разбирање. Добро. Колку е моќта на тие европјани, дури да не разбираат 100%, а веројатно да разбираат, Добро. да направат. Што може надворешната политика на Брисел или што можат бугарите такви какви што се 1000 години да сменат заради добриот Боцунски или на Богдан дедо му да не бил, Добро. да сменат во својот однос кон Македонија. Уште 30 секунди има немаш- време за другите. Ја не гледам приказ. може и за дедо му на Александар да збориме, кој што се тепал Кој во мислиш Втора дека? светска војна. Кошта ќе смени. Ќе оди ќе му каже на Океј, премиерот. Љубиш, сакаш си обратно сега. Не, Тогаш не, што сакам треба да да ми одговори. направиме? Не, ама што треба да направиме? Па ја не Океј, знам, ти веруваш работата дека е може како да што е. направи. Јас Па тоа кажи ми, зашто верувам, ја верувам. Во борба верувам. Ама јас верувам. Абе, а ти добро што веруваш, ако Бујар верувал во борба, поинаку ќе беше. Ако Таче верувал во борба, поинаку ќе беше. Ако Заев верувал во борба, поинаку ќе беше. Ама јас гледам борба, не гледам резултати. Па причекај верувам. мајко му стара. Па чекам, па па сега- не знам сега до кога треба да го решат спорот. Па не Кажи, знам, еве ти кажи. 29 јуни, прашите го 7:30. До кога треба да го решат прашите го спорот? Мицковски До до 1 кога август, мисли. окей. Не сега, окей. па Ајде, како е? Ајде, господине Наумов, Ма сега повелете. толерираш Чанче Муеве. До кога, до кога? Мора да така настапите- живот е Така, прашање. па живот е во Не прашање четврток и нормално. петок. Океј, живот е Па во како, прашање. колку ќе
чекаме? Па не знам, досега чекаше. прашете го Мицковски. Па што не го реши Заев и тоа еве, да влеземе сака со да го- сменето име, да влеземе во ЕУ. Што не го реши? не го реши. Не го реши. не го Па зошто бе, до кога ќе чекаме ние? Па ето, они ќе го решат на начин на кој што сака И да сега го го решат. гледаш епилогот на референдумот на променетото име. Звонец. И сега пак ли треба ние да влегуваме во харакери ситуации? Не те Ама ти разбирам. само ми кажеш како било. Ја те прашам сега како Ама ќе го јас можам како мис на светот да Са, зборам, види. сакам love, peace, Не, happiness не, и многу тие пари пред за тоа сите. дојдоа до Ти некоја- анализирам потези. Гледам дека не се дава. Минатите потези не се дојдоа дава една со- линија. Одиме по жица, како А беше, тие- не ми ја а- гибај жицата македонска, звонец. А тие претходните Додека зашто дишам, дојдоа? звонец. Кој претходни? Тие претходните зошто дојдоа до една линија? Дојдоа до нешто? Добро. До ништо не дојде. Како не дојде? до Се извинам сега. Значи Извини, добре. Богдан сака да каже дека не може да се решат проблемите ни се однесени разбира во дека структура. не. Не, не ми го толкува се. Љубиша вели дека во ред што било, кажете ми сега што правиме понатаму, бидејќи мора нешто да Да, работиме. И тука треба да се Лидерска погодите некако. безброј. Господине Нумов, ве молам. По характерни ситуација од статус кво, поопасна ситуација од тоа нема. Одвикање постојано не и наетање. Аз барам решение. И прекинот е решение. И поништувањето е решение. Се друго е за мене лицемерие. Како што е лицемерие? Или или брич. Победа на лицемерието над концептот на национално достоинство. Еве дека го слушне. Ја го почитувам тоа што вика, за него е побитно од економијата. Најбитно е тоа со името и достоинството. Меѓутоа, нека ми каже тие 250.000 или 150.000, колку и да се, и 10.000 нека се. Зошто му дале предност на економското достоинство наспроти националното достоинство? Зошто се кажале бугари така лесно, за да јас сакам како македонец со македонски пасош да влезам во Европска унија. Единствениот начин е да ги ставиме бугарите, а тоа не е пораз за нас и ќе ви објаснам еднаш што ти кажува. Зошто е тоа така? Затоа што на бугарите два пати најмалку сме им нуделе да ги ставиме во устав, не сакале со образложение дека тоа за нив не е окей, оти они се народ, не се малцинство. Сега они прифаќаат да влезат во уставот, нешто што не го прифаќале пред 15-20 години, а ние сега си нетиме, ние Како не сакаме. државотворен Значи народ. тоа за нас ќе биде победа, а не пораз. Победа? Да, победа ќе биде тоа. Затоа ако историски гледаме. И се Румен Радев добро. запнал ние да победиме. Човекот е фокусиран. Не е Румен да ги Радев, смениме. него европјаните. да, Тој е француски предлог. Тоа е компромис кој Значи, што него намета. тие го држат. Ова се факти. Ова се факти. И Радев запнал, Ова се ние да факти победиме. дека Решил порано дека ние ние мора да Не, победиме. чекај, порано Еден по еден само ме порано кажеш. сме биле мутави. Да. Што сме им нуделе да ги ставиме во уставот како што ги ставивме србите, не, со рамковниот договор. И они не прифаќале. Столе. И сега они тоа ни го прифаќаат што порано не го Столе. прифаќале, ние сме го нуделе, сега ние не го прифаќале. Столе. Втора работа, чече, Ајде, полека да извини. завршам на Ајде, крај. ајде. Околу ескалацијата. Јас знаев дека слушав и која им е стратегијата пред изборите да се ескалира. И добро, последните месец-два, откако дојде цврста, стабилна влада таму, се ескалира ситуацијата и од наша и од нивна страна. Како да се близнаци со пинг-понг си играат. Мене тоа не ми се допаѓа, Како меѓутоа, ескалиравме ние? па се ескалира, Ние, да се како? ескалира. Што направивме ние? Ако се не ескалираат едните и Освен што други. постоиме. Е па затоа што одма после изјавата на министерката за надворешни работи, она кажа Република Македонија требаше грците да се налутат, ние одма нота пракаме затоа што не се лутиме за Република Македонија, тоа наместо да го пофалиме, се лутиме за тоа што северно македонските партнери што изјавила. И одма нота пуштаме. Наместо тоа со една изјава да беше. Друго сакам да кажам. Таа ескалација историски за нас запалил кола пред амбасада нивна, рекоа дека е напад на ЕУ. Бетмен. Слушаме се, Богдан. Извини, извини што те нареков Бетмен. Ако е, јас сам се нарекол. Историски ескалирањето за нас нема добро искуство. И Груевски со антиквизацијата знам многу добро Тука што имаме сакаше многу да направи. различни мислења. Со антиквизацијата сакаше да го крене гардот и да се паздари. Меѓутоа, што направи таа ескалација со антиквизацијата? Ги мобилизираше уште повеќе грците, што се многу појаки, и почнаа дипломатски секаде да влијат и не ставија у шахмат ситуација. Не бе, заедно не стави во добро, шахмат после ситуација. кажи си го Како своето. грците не Ама стави? кажи Тој си го со ти. рачето тука не стави во Може ли шахмат после ситуација? тоа да го кажеш? Како? Значи, ескалацијата, што може да се случи? Тоа е мој став. Дај Боже да не е така, дај Боже да се во право. Ескалацијата носи ангажирање на фацилитатори од Брисел Тоа на или од фрчко Америка. планот сега, извини, вака, ама... Сите Тоа е на фрчко планот. фацилирања кај нас
Немојте да мислите ќе бидат на зашто штета на сите Бугарите. други планови Ќе имаш мора и против? ние да попуштиме. Само на кој Чекај, чекај, на тројца луѓе владав? Не верувам на Петро. Не, Фрчко, не, Заев, не. Па, Само на овој му веруваш? Ама јас не Му кажав веруваш дали на Груевски? можда му јас му верувам на Фрчковски, јас не, ама сега само не ги- кажав дека личи на планот на Фрчко, дека странците пак ќе дојдат и тие пак ќе ни го решат проблемот и затоа треба овие од Бихачка се сервилни Ама кој ќе ти го реши проблемот? Ти не одговараш. Кој ќе ти го реши проблемот, бе, Бог? Смотерот. Некиш да ми говориш, изврши кој ќе работа, го реши Евете и проблемот? спортивен факт. Спортивен факт, Ајде. што го демантира тоа што цело време самите можеме, не ни треба Европа да ни каже, самите треба да се реформираме. Пакетот реформски закони Да. што се изгласа пред неколку дена во парламентот беше резултат на силен притисок и рокови што не ги дадоа од Европа. Требаше пред година и пол да ги донесеме тие закони. Зошто самите не ги донесовме? не само за Македонија, туку за целиот Абе, не е регион. битно. Е, за него све Ама да и е, за па не е целиот битно, регион но е нека е. битно. Ама тоа важи за целиот многу е регион. битно. И Бугарија, и Романија, и било која држава и Хрватска, ако немаше притисок од Брисел, немаше ништо да направи. Еде ти го притисок Може ли? година и пол полуцна. Јас сакам да влеземе во ЕУ. Јас знам дека е тоа трансформативен процес. Јас не мислам дека сме ние најпаметните. Не мислам дека сме најспособните. Не мислам ни дека, еве ЕРС ке кажам, дека самите може да станеме европска држава без некој да не стиска надвор. Ама знаеш што мислам? Дека не заслужуваме понижувачки однос. Дека не заслужуваме негаза. Тоа мислам едно од Столе. прашањата. Ама не ми Тоа одговори мислам. зошто избрале вие Кој зашто избрале? да го погазнат националното достоинство наспроти Како можеме ти економското одговорам? достоинство да си го обезбедат со бугарски пасош. Столе, јас Објасни ми го тоа. Ево, ај ти објасни. Знаеш колку е понижувач? Објасни Еве, ми, види. Столе, те молам, зошто човек ставил куќа на рулет Ај, бака. во казино и ја искоскал Лицемерието куќата. до крај Може да ти го разгола. објасниш? Бев сега умалчи. Чиво лицемерие? И треба да се сликаш саат и пол два чекавме, па мрди се ваму мрди. Имаше луѓе што некем да ги именувам, ќе оставам за друг пат, што се На граница тие е умело, најтврдокодните патриоти. Нема Европска унија, каква Бугарија? Ме видоа мене, знаат дека сум новинар Добро. и се скрија, сака да отиде во Што е секунда. поентата? Чекај, поентата слушај до крај. После тоа мислејќи дека не гледам, оп, се протна со бугарски пасош помина од другата страна. И сега кој е будала тука? Јас сум будала што не сум извадил бугарски пасош. Чекај сега, како? Не, ама окей. Право е. Пред Тоа се не навјава. право. Не може тука, Види тука го да право. Има лицемерие. Пред неколку месеци исто бевме гости овде у студиото и Столе беше. И тогаш се фалеше со негови роднини кои имаат бугарски пасоши и па возеле за сите, камиони. за сите. Негови роднини. За сите важи тоа. Не, ти се фалеше со роднини кои имаат Секој си има индивидуална одговорност. бе. Јас немам. Ти имаш ли? Ја немам па што апсолутно. тогаш се? Апсолутно. И да ти кажам нешто. Ниту моите двајца браќа во Германија, таму се едниот е 40, другиот е 50 години, се уште се со само македонски пасош. Тоа е однос кон оваа држава. Не, чекај малку. Сафе, збореш. Не, чекај малку. Сакам да ти кажам Немој да ми кажеш економското ќе ти достоинство е најсуштествено. Ќе ти кажам што- И затоа сакам да кажам. чекај. За оваа влада требаше да поработи на минималната плата повеќе, наместо на високите плати на професорите, на тие отидоа во небо, Полека. а овие не се осудува затоа што ниту еден бизнисмен нема да ја качи минималната плата ако не му направи притисок. Може ли да кажам? Некој од нешто? власт. Мислам да е за Значи, или тоа го прифаќаш или не го прифаќаш. Тука нема разговор. Но, постојано се потенцира фактот дека Република Бугарија е првата држава во светот која ја признава Република Не е прва Македонија. Турција, му парламентот е поминала. Да. Ама значи формално е прва, сега не се прави паметен Територија, многу. само Бугарија, територија. Желју Желев го убедила Немци да не признае. ја призна државата Територијата. и територијата. Никогаш, дури И тоа народ, и народот и идентитет, јазикот не. Грешка, Што? грешка си не се согласувам. Како би не Ниту се една согласуваш? држава не признава народ, признава држава Ама и она уставното на редување. статут. Во уставот пишува македонски Ама не. народ, македонски јазик. Признавајќи ја државата и уставното редување, те признава и како смири се, народ. ама- Аре, доста ама- глупости. а како Абе, јазик? лажете- Не се глупости, Ама не го појаснам. лажете А народ. како јазик? Абе, не Како го јазик? лажете народ. Што Јазикот не пишува дел во од уставот? Во идентитетот. нашиот устав што пишува? Што? Што пишува? Ама во чекај, нашиот? јас зборам за Македонски Бугарија или за јазик е Македонија? службен. За кого зборам јас? Чекај малку. Бугарија го Ја- признава само со Како би самото го тоа што признава е признава Не е државата и точно. уставот. Не е точно. Кажи ми која Не држава е признава така, окей, јазик? Што се Готово. нервираш? А што се нервираш? Не се нервираш. Што се нервираш? Што ти Ама не е е? точно. Што ти е? Што не го лажеш народот? Чекај, Зошто го лажеш народот? Рач на врат. Столе, не, Олека, јас знам не дека го браниш. лажи народот, бе. Јас знам дека браниш. Лекато чашата само. Не го лажи народот, бе. Не, ама што е? Што Еве, го лажеш молам ја народот, појдам. се? Те молам, еве ти си, Не е точно, ти си бе, некој кој моделира Не го лажете разговор. народот. Дали постои официјален бугарски представник кој го признава
македонскиот јазик како посебен јазик. Не, никој. Не сум слушнал така. Никој. И нема да слушнеш, затоа што Стефан тоа Дечев го признава Македонија. Официјален бугарски ти представник. слушаш и тоа зборам Тој ја. е официјален представник на бугарската власт, тако разбрав. Историчар. Вие емотивно Но, зборите или Многу зборите емотивно, многу емотивно. аналитички? Оној кој нема Ја емоции затоа на не вакви се разбирам. прашања не треба ни да има држава. Абе зошто бараш да те Ја да признае ти некој кажам. дека си Па македонец? не барам ја, брат, не разбирам. Ја не зборам за мене. Видиловскиот добар Ама ја кандидат. не зборам за Ја мене. мора ли да му го кажам? Столе, Столе, ја не зборам за мене. Ја зборам како тој се да ме однесува. признае некој. Знав сум бе. Ама не работи. Дали ние нифим наметнавме предуслови за да се меѓусебно признаваме или ние си бевме сосема комотни, што тие учат, што прават, што кого слават. Нели, нивна работа. Некој друг нас ни наметна. Така е, не збориме за ни нас, подметна збориме за нивната договор политика. Да прифатиме заеднички чествува. Никој не признава. Ајде, самодоверба. Векови па опстанале македонци. Ама не се работи. Што бараш некој да те Не се гаји? работи. Најдобриот доказ за таа стратегија е ова. Со векови се бореле и останале. До денеска и со векови ќе се борат да бидат орти. И кој не му се свиѓа, не го Сафет, ама ако се бора, Ако се борат. ако не се Ама бориш, за тоа збориме. и јас за тоа зборам цело време. Ако ти е пожна. Кај не се разбирам. Ајде, Лјубиш. Значи, немој сега кој се борил, кој не се. Кога се бориш, на крај борбата треба да ја завршиш. Добро. Со победа, со пораз или со компромис. Со мечот или на него? Еве, Не, не, ајде. Или со компромис. Во политиката секогаш мора да има компромис. Добро. И војните завршуваат со компромис. Така е. Ако сакаш подобри позиции, додека трае борбата, треба да се избори за подобри позиции. Точно. Сега, ја пак ќе те прашам истото. Ајде. Кој се на оваа подобра влада, со подобра стратегија, која што има оставштина лоша, Добро. Што значи тоа? како ќе го реши со компромис проблемот? Што е Или- лоша овсташтина само да Нели, велите дека има лоша оставштина, што што лоша оставштина добро. треба да го реши. Да, добро. Или што вика Столе да скине. Добро. Значи вика не можеме ние со оваа оставштина, ние идеме левица, драмп, здраво пријатно. Добро. Или викаме сакаме во ЕУ, бараме решение. Така, Добро. тоа е Да. официјалниот став. Да. Нов трет протокол, видоизменет, се уште не го гледаме. Втора година не го гледаме. Еве до година може ќе го видиме. Може да. Затоа јас тикам маратонот не е соодветен збор за политичар, бидејќи ние сите имаме лимитирано време на живење. Би сакал да те лаже? Не. Туку? Сакам точно да ми каже. Кој ќе биде кадарен да стигне до компромисот, компромис што нема да биде добар за него. Верувам дека зашто да не е добар. Па за затоа што е компромис со Бугарија и со Се ЕУ. подобро од ова. Се подобро од ова стават е. бугарите услови што тоа не Се е подобро тајна. од ова е многу добро. Тоа е детско размислување, бе, извини Бог, не ќе имате наивно. Наивноста не е глупа, мислам, да човек да е наивен. Нема да проблем. верува. Ајде, ќе ти одговорам. Мислам и за годините си помлад. Да. Мора да имаш реален став. Значи, утре идеш да купуваш фамилија, да градиш. Ти не можеш да отидеш од дома со таа мисла ќе најдам ефтино. Ако не најдеш ефтино, Ти си плати скапо. Ти си плати скапо. Така. кое е скапото што ќе оплати Не, оваа ама тоа е, влада? ќе си плати скапо ако не едеш плати ефтино или ќе побараш на друго Љубише, место. ако бараш 3 дена Дај да гладни, ќе бараш ти остане толку пазар. децата. Ама сега Тол- види. Сега ти ќе најдеш. Кај ќе најдеш? Толку се банките, кредит ќе земеш или од стопански или од Сметам комерцијални. дека е сметам дека е. Немој да ги правдаш, немој да веруваш залудно во нешто што Јас ти само барам- знаеш дека компромисот мора да Те боли. молам да не ме да не викаш ми ги подобар толкуваш ќе биде. мислите. Јас тоа што го знам го кажувам. Не се воздржувам ги јас толкувам. во Сакам да- споделување на моите мисли. Второ, да правиме анализи ова е најдоброто што може, тие се појаки, бидејќи тоа е коренот на твојата анализа, мора да направиш компромис. Еве, бидејќи баш си повозрастен и поискусен, како се осеќаше во 93-та со Лисабонската декларација? Дека е добра и убава, дека мора да направиме компромис? Ја поише од тебе сум имал периоди на незадоволство. Затоа прашува. Значи како? Повеќе од Значи се бореше против неизе, направи нешто, 10 интервјуа, не знам, или протест, whatever. Види. Направи нешто, Знаеш, направи. сега Така. ти кажам за тоа Остана ли точно. таква позицијата иста? Позицијата- Само како пример ја спомнам. Не, ја ќе ти кажам пример. Ајде да Ако слушам. не преш ништо, како што вика Столе, знаеш ние кај сме сега? На фирум. Како бе сме на фирум? Па на што сме бе Богдан? Кај сме на фирум? Ако тргнам грчки Ако не го договор, сменеме името? ако ќе ништо бевме не фирум. направиме, ќе си бевме фиром. Ни Што Грчка значи? ќе беше, Добро. ни Преспански договор, значи? ни со лошите бугари, ќе си бевме фиром. 136. 136 земји, Зашто? 4 од Република Македонија. И- Лажете. и шо? Билатерално само. Тројца Четири. имаше на маса, секој Ајде, фиром бе. немој, бе. Четири. Што лажам, бројката не е точна. Точно ама на билатерално. Па на Ја билатерално, ама и добро, Бугарија. Јас не можам да го разберам Ама што вие луѓе, што
ова бичевање со камшик самите на себе сериозно. Има и такви. Премиерот на Грција кој што го потпиша Така тој е. преспански договор, ти викат, ако не го потпишевме тогаш Сега? со геополитиката, со Така војната е. на Русија во Украина, Таму има ќе ли моравме, внатрешна политика, бе? чекај Не малце, прави ќе најди моравме. нас. Ама На ти кого се се правиш- обракал? Столе, се На за ниве- внатрешната публика негова. Значи се за ниве Политичка. внатрешна Немојте политика, така се сега, за нас е реал А што политика. викаше Мицотакис? Ова е Чекај малце. ова е пораз за Грција. Не- Пред опозиција која беше. Не те разбирам. Зошто не Живите мене те повикува? разбирам. Не, зошто не се Ама повикува? зошто се што ќе Ама кажат тие е нивна Не, бе, внатрешна ама зошто политика? На Мицотакис не се повикуваш. Што Што викаше бе, дека ова е зошто катастрофа, не се повикува? апокалипса за Грција, преспанскиот договор. И што? И што? Па зошто на него не се повикуваш? Чи дојде после на Еве власт? се повикувам. Кој беше премиер што го потпиша? Кој беше премиер што го потпиша? Сириза, бе, Сириза. Сириза Ципра. Па што на Мицотакис да се повикуваме, те разбирам. Како може се што ќе кажат тие да е оправдување да имаме? Па мора Ова му е Сириза за да има внатрешна оправдување за политика. внатрешна са. Што да ти кажам сега? Може ли? Не може. Не, ама како? Сега ние сме предавници, ти си наисправен. Сега ти Јас не реков дека ти си предавник. противставивме Не реков- ставови кои што не се од реков- економска природа. Не И дека реков дека тоа, си ти кај тие предавник. 200.000 Не со реков бугарски дека си пасоши предавник. има Кој приоритет сум рекол дека си пред предавник? националното единство. Каде Што бе, ја ви кој има кажам? пре... Е, Сега па- ти кажуваш дека се предавници овие со бугарски Не, пасоши. кај нив. Како не? Како не, Викаш има како не приоритет говориш? на Приоритет економското Ти тоа го достоинство. рече сега пред малце. Не реков предавници. Приоритет, ја го Па не, јас оправдувам не тоа. реков за тебе, ама Јас така ме Не ги продолжувате. осудувам тие што заради економски причини го направиле тоа. Па сите го Меѓутоа, направиле за заради економски економски причини. причини дај да влеземе во Европска унија со македонски пасош. Ајде да влезем. Дали ако имавме, кој дали го ако спори? имавме, дали Е, Александар, извини. Здраво. Не, ве остав да дебатирате, мислам ве следев, се беше во рамките на нормалното, затоа не ве прекинав. Тука сте за гледачите, јас сум секој втори ден тука. Се слушам. Дали ако власт и опозицијата беа кохерентни по ова прашање на државата ќе беше полесно. Да не моравме и внатре да се расправаме за овие работи, да. туку да настапиме единствено. тоа е И дали за вакви прашања другите држави градат државна политика и немаат вакви дилеми Нема постојано проблем, тука вечерва. сега, И тоа е заблуда. Заблуда? Значи, затоа што е чујмо заблуда. Секоја една власт што била досега на власт, барала компромис по нејзиното. И СДС, и ВМРО. Сега се случува истото. Ајде да се договориме по моето. Па тоа беше и времето на СДС. Не, зборувам во хипотетичко сценарио. Па Бранко не го смени името, Асма. Бранко не го смени името. Киро не го смени името. Никола Груевски Како да не ти го кажам, смени името. Не, ама збориме за другите. Ама не е екипи. битно. Не може да се договорат бидејќи имат различни Во позиции. бугарски европарламент 17 европретенци имаат бугарите од сите различни Богдан, партии. чекај, Во бе, Богдан. извештајот сите 17 има ист став во однос на амандмани, какви ќе поднесуваме, како ќе лобираме, за што ќе гласаме. Значи во Бугарија е возможно сите во однос на Македонија да се унисони. Не, чеки, во парламентот Во и ние сме парламентот не единствени, сме Европскиот единствени. парламент. Немој така. Па не ли постигнавме компромис? Кај сме ние во Во Европскиот Европскиот парламент сме единствени за Не овие бе, работи. нашето собрание Ние сме во Европскиот парламент. Богдан, Овие работи. Кој е македонски партија Богдан. во Европскиот парламент? Што зборувате, луѓе? Не ве ти зборувам за како бе Абе јас ви зборувам за за бугарски нашето европретеници. собрание, бе, не ли имаше декларација кај собрание што нели потпиша? декларација донесов. Која деклара... Абе, која декларација ти излегви тоа и да викат никош не е негирала Бугарија. Која има декларација од 2021. Ова излеги викат никогаш не е негирала Бугарија. Дали има декларација кај што се согласија двете сите партии? Да, имаше и 2009. Значи има црвени линии? Имаше Има. Па што ги пореметуваш? Љубиша, Што дали се добро, дали има на партизанска полна лента? Има. Тоа значи никој не ја преминува. А што сакам да кажеш? Сакам да кажам дека Па и во Бугарија. Сакам да кажам дека Што ја земаш за пример Бугарија? Сега ја кажете земам Бугарија сакаш како е- Грција? Грција за пример да ја земам? Освен Златна Зора. Ама по кое Освен требаше Злат- по кое требаше нашите сега да се договорат или тогаш требаше? да Требаше кога, кажи ми добро. Ај вака. Ама ти Една знаеш земја како во свет. збориш? Ти збориш криви дрини од минатото, сакаш да оправиш. Кој е минато? Завчера беше во Европски парламент гласањето. 17 Ти збориш да различни исправиш партии криви брини во кажале преспански да- договори за бугарскиот договор. Па поврзани се. И француски. Па, Ама поврзани се. ама ти сакаш да ги исправиш. Ама јас сакам, не сакам Затоа не се Добро, јас разбираме сакам јајте. да ги исправам. Знаеш Сакаш што да ги знаеш што јас сакам? Јас сакам да не дојдеме до ситуација за 5 години пак да збориме можда тогаш требаше да Ти размислиме рече малце дека знаеш, подобро дека си и учител и стратешки. францускиот прилог и договорот. Да, Ајде, сташ да збориме реално, Ајде. да забораваме Ајде. ова се кажа. Ајде, може. Значи, правно или политички, дали Бугарија у било кое време без ова може да не блокира? Да. Што е тоаш новото кај тебе? Што е спорното и што оваа влада може да обезбеди да не е така? И од кого ќе го обезбеди тоа? Кога ќе ми одговориш, може емисијава немаше ни да почне.
Веднаш може веднаш да ти одговорам. Може ли веднаш да ти одговорам? Бугарија може да не блокира, да рече ние веќе не сакаме проширување на Европската унија. Може. Но во реалниот свет тоа значи повликување на можда Бугарија би одела тогаш контра интересите на Европската унија. Така? И што ќе направат они? Сега. Ништо. Дозволи да цитирам ти кажу, значи Европската унија ќе рече ништо. Добро. Исто ништо кога кажа. Добро. Здраво, готово. Да, Роман, не изборите за председател е ништо. Орбан е ништо. Ципрас кога кажа ни на Македонија во Букурешт. Остајте луѓе, дајте. Гласањето, ако гласал на против, ќе биде против. Љубиш. Така ли ќе биде? Само говориме. Орбан беше ли против санкции? Дали ако Бугарија рече не сакаме проширување, дали ќе биде така? Така ќе биде, да. Продолжи се. Сега, може ли да не и даваме Значи нема тука да не и даваме аргументи плюс да својата позиција презентирана преку еден човек кој што се вика Румен Радев, тогаш беше само председател на Бугарија, денес е само премиер на Бугарија. Кој што на средба со невладини организации на македонските бугари им вели во Брисел се запнаа за Македонија да влегува во ЕУ. Веднаш, непременно. И вика, кога јас им објаснував кој е Гоце Делчев, кој е цар Самуил, од това не разбират. Вика, кога почна да им изборам за човекови права, од това разбират. Добро, може ли Дали тоа значи? Само довршам. Дека Бугарија фактички ти вика, ние ставивме еден целофан во однос на нашата идентитетска политика кон Македонија, скриене со човековите права, тие ова им подпиша додека дишам, еден протокол, втор протокол, Димитар Ковачевски им подпиша, усвои заклучоци за преговарачката рамка и сега тој си има се тргна од 1 август 2017 договорот за добрососедство, после кој што све тргна надолу. Тие си имаат легален аргумент, не на графче да решат, мене не ми се проширува ЕУ, па никој тоа ни Франција не го вика. Во договорот за добрососедство, заедничка историја, комисии, дел од преговарачка рамка, дел од заклучоци на Совет, дел од втор протокол. Значи, едно е политички дел, друго е правен. Правниот дел нема такво нешто. Во кој правен дел? Има две толкова. Сега ќе отворам веднаш. Преговарачка рамка го има протоколот. И договорот за добрососедство го има. Во член 5 го има. И премиерот што рече не може да се менува тоа, така Не. Или не рече? Како заклучоци на Совет може да се сменат. Значи и премиерот значи тоа не се 10 Божи заповеди. Сега не збориме дали може да се сменат или не, дали ги има. До сега ги немаше, сега не може да се мене ме сменат. интересира кој е твоето решение, затоа што види, за единство. Сакаш да кажам и жена како да разбереш? Па не те разбереш. Се кој е моето решение? Не, ова ти е само Моето решение е кога ние единство имаме во Советот Европа. Моето решение е да не им речам патиме овде ако од позади си. Тоа е моето решение. Полека сега малку да цело време кој е те моето слушаме. решение? Значи, во Советот Европа кој е твоето решение за Македонија или Демпирин? За Омо или Демпирин, кој е твоето решение? За Омо или Демпирин? Да, кој е твоето решение? Ги реализираат. Како ќе ги легализираат? Кој е твоето решение? Лесно да барам решение. Кој е твоето решение? Само или не го знаеш и проблем. Како партија, како невладина организација може да се организира. Па се смее, види го сега. Што се смееш? Ама појма немаш. Абе многу лошо си. Многу лошо си обучен. Човече, само го плашите народот, не давате никакви решенија. А ти го единство си има. решенија Не се секирете, они си имат единство. Плати кој треба да кренат си има единство. За измени на кривичниот законник покажа единство. Така ли јасно? Политичарите, кога се станува збор за политичка солидарност меѓу нив, си имат единство. дека во Бугарија нема солидарност за јавниот обвинител и така натака, иако се 20 години во ЕУ. Сега Бугарија, за што зборим? Бугарија можеме да учиме. Кај тебе во емисија која зборувавме, го кажав ова. Тие што го изгласаа Радев, оваа убедлива победа. Доминантно се млади. Тоа беа заклучоците. Добро. После 3 месеци почна да протестираат. Значи тие луѓе нема да бидат така почна трпеливи, нема да окей. бидат така трпеливи како што се трпеливи партиските ботови кои што Да, ама ќе замрзнати. бидат задоени таа динамика на бугарската, за жал. таа динамика на Тоа ќе бидат бугарската задоени. политичка сцена, ние треба да учиме како граѓански активисти, како граѓански одговорни лица кај нас. Дали со За тоа жал, што Румен Радев одборбата е партиски и што и да прави твојата партија, ти нема прашина да фрлиш да знае.
Бидете малку самокритични. Ама кажи нема кажи нешто лошо, кажи. Зашто да кажам лошо? За Па кога? кажи за субвенциите, кажи Не знам се. за стратегијата Ти концепција направили што кеф. требаше земјоделие сега. Кажете Па нешто збориме за Бугарија, јас Еве, не он вика Филип че не чини вика. Кажете вие за некој што не чини. Голема работа кажал, историска работа кажал Филип Ченечин. Ајде, и ти си од Ајде, Филип осмели се, осмели се, кажи. Зашто да кажам? Кажи некој од ВМРО што Не, не чини. немаш потреба од цинизам. Сад, Ама немаш потреба, ја немам потреба да Осмели се што Јас се имам политичка партија, чиј председател се ми се вика Бошчешка народна партија. И немам ниту потреба и Честитам не мораш да ми за честиташ. фудбалот, честитам. Молите, остај полека. Дозволи малку. Нити имам потреба и кога сум во емисија, постојано се оградувам дека јас приликите во СДСМ како човек од друга партија не сакам и немам право да ги коментирам, но имам право да коментирам политика. Таму веќе имам право да коментирам. Истото важи и за ВМРО. Јас не можам да судам што се случува во ВМРО ДПМН. Не е моје да се занимавам со таа работа. Можам да разговарам за политиките на ВМРО ДПМН, да ги размислувам, ми се прифаќа или не ми се прифаќа. Тоа е мојот однос. Јас немам потреба да бидам таков како што си ти. За владата Дозволи, чекај малку. за владата дозволи. зборуваме се. Абе за не, сега збориме за Бугарија. Збориме за Бугарија. Тебе не ти пречи фактот дека земја и луѓе чии Но сега даваш лесни квалификации. Ма не ти си тоа пречи. лесно. Ама што дозволи. мислиш ти само на тебе ти пречи тоа? Ама не ми тебе те боли. Ами дозволите прашам. Бараме Дај решение решение, бе човече. Те молам. Ој, Дали не ме моли бугарите сега. биле окупатори овде? Биле. Добро. Ама тоа е игра на зборови. Ова беше Што е мисла. што е Што е сега? игра на Што зборови? се? Ма не, Па наместо бугарскиот но фашистички цивилистки се окупатор не- нека виде фашистичка Бугарија во времето на цар игра на Борис. И зборови? што се? Па дај да им Па олесни што на е бугарите, сега? знаеш. Одма паѓа у несве се. Ама не е тоа Ама не е проблемот. тоа проблемот. Што е проблемот? ВМРО е проблемот како ќе се третира. Столе, Е, bre, луѓе, ама како тоа не го сваќаш? Може ли само не, за не Ајде, испадне дека паѓате у несве ги плашите. Не, само луѓето прашај, сега. ги плашиме ли луѓето? Ама, Чекај ајде, малку. немојте Не, Александр, Повели, те ајде, молам, повели, те повели. молам. Дали постои министер за надворешни работи и премиер на Бугарија изминативе 10 години, кој што не ја кажал следна формулација. Вие сте македонци, ви го признаваме идентитетот, ама современиот. Во исто време вие мора да ја признаете историјата. Ова беше државна позиција пред некоја година. Не сум слушнал дека оваа последната го има кажано. Чекај се. Која е последна? А што е? За министерката за на надворешни комисијата? Ама сега да не се шетаме само да довршам. Абе, Бог да на Дали некој 85 години дали имаме некој историја од 45 ако веќе поштуваме. Дали Абе, некој- Таа е богата историја. Зошто бараме корени кај хунзите кај ова не? Абе што Бе, има кој хунзи за дедо му бил партизан против ништо диете? Абе правите Никој држава не ги оспорува за вашите хунзите, предци, бе, малку прави држава за своите плитко да се одија. наследници, бе, за Значи- своите деца, бе. Јас А не за бабата и дедото и за баба ми и дедо. Стварно, и на што ќе ги научиш ти нив? Ќе ги Дека не е научиме важно кој е дека столе. Абе, Дека ќе не е ги важно научиме, кој е важно столе. е Како само да не е кој важно? плака, Како не? така, Ама важно кој е ти- само абе, кој сам ти плака. ако не го знаеш тоа, не треба бугарите да ти го кажат. Па Ти зашто бареш си, бугарите да зашто се си влегол признаат. во договор во комисија за Кој историја? договор, бе? Што пишува во комисијата, бе? Пишува дека Што ќе- пишува? Ништо не Полека, пишува. Толе, ама Не пишува дека полека. Гоце Делчев треба да се одлучи дали е Полека, бугар. Кој ти го Вето- зошто го лажете? Вето народот? бе сме добиле, кој го лаже народот? Што е Вето улогата? сме добиле Што за е тоа. улогата на Не комисијата? тера. Што е улогата Абе, на комисијата? вето сме добиле за- Чекай бе, полека, расчисти. Не. Што е улогата на Вето комисијата? сме добиле- Никаде не пишува вето. дека треба да одлучи што е Гоце Делчев. Вето Дали е бугарин или е сме добиле македонец. вето. За Гоце? Не го За лажете. историска комисија. Гоце добивме? За Гоце добивме вето. Нема Гоце Делчев Не да добивме го Зезо. зува. Зашто добивте луѓе? Не зборите глупости се. Зашто добивте Чекај вето? бе. Сега. Не, ако Не, се не, зашто правиме, добивте се вето? отворам. Не, ќе отворам линк. Зашто добивте Ќе вето? отворам Го линк. прашав за комисијата. Нема Не, ќе зашто отворам добивте линк. вето тогаш од Бугарија? Ќе отворам Абе, линк. види, Не, зашто добивме вето? Ајде, не бегај од одговорот. Зашто доби вето од Бугарија? Може да прашам нешто А, од сицилијано дека Франција? Богдан бара. Па од Франција. Господа, Па што, за Само малку Гоце ме добивме? интересира. Јас за Франција ќе ти кажам друго. Па кажи ми. Ајде, ајде, уште те Бугарија беше само искористена. Искористена и нејзиниот интерес за да се запре процесот на проширување во Европската унија, кој Да. 10-15 години беше навидум жив, но практично мртов. Да. И тука е целата работа. Сите тука сме новинари, дискутираме за овие теми и разговарате мотивно и тоа е добар индикатор окей е тоа, бидејќи нормално. ви значат овие Па значат, прашања, фала секој Богу, се гледа таму да од работи. социјална перспектива, социјална диалектика на мислење, тоа е во ред. Зошто како новинари се стиди ќе прашам, зошто мислите дека во Бугарија нема вакви дебати жестоки по телевизиите, каде што дел од гостите жестоко ќе ги напаѓаат бугарската влада и ќе велат ово што го правите Нема на толку македонците прогресивни. нема само прашам за Хелсински комитет си го слушал,
Не, зборувам да речеме на... Немојте сега, цело време ширите. Не, искрено, ова не ширам ништо, најискрено ме интересира. Не, како психоза, добро, ајде ви шавемувам, вие одговорите. Сигурно има, па ние цитираме, освен Џамбаски, сме давали и во вашата телевизија луѓе кои што имаат поинакво мислење во Бугарија. И сигурно Бугарија е демократска држава која што има различни мислења. Тоа што власта е таква каква што е, нема ни Бог да не ја смени. Он верува дека Мицкоски ќе го реши проблемот. Нема да го реши. И гледате го на Крстец Црвенковски говорот, саат време. Ако комунизмот не успеале да ги убедат бугарите во друга позиција кон Македонија, нема ни Мицкоски да ги убеди. Ни Муцунски нема да ги убеди. Значи ќе дојдат до една точка каде што ако сакат стварно Македонија да внесат во ЕУ, на точка на компромис. Богдан и Сафет избегнуваат од тој одговор. Постојано зборат дека бугарите се лоши дечки, па тоа го знаеме. Подсетуваат на ноторна вистина дека биле окупатори, па го знаеме. И што прави дека го знаете? Што ако го знаете? А што правите вие? Што прави оваа влада? Ќе го реши ли проблемот? Види, до сега... Или ќе живееме исто до сега? Кои предуслови треба да се исполнат за да Кој да ги исполни бе Сафет? Од кого барате да исполни некој? Од Бугарија, од Европска туризм. Зошто? Па што бараш во Европска унија која не почитува право и принципи? Што бараш? Која таа вреда? Кажи дека не бараш. Па ти не бараш. Ти кажи дека не бараш. Па не лажи дека сакаш ти да бараш. Јас не барам така овие. Не. Тие вредности за мене не се. Па значи не сакаш. Па нека каже власт дека не сака. Јас не го продавам своето јас за ни една пара на светот. Европска унија? Не гледам дека сака и дека не сака. Не гледам ништо. Нека кажат дали сакат или не сакат. Ако е толку тешко, ако Европа не мрзи, ако Франција работи тајно пред Бугарија, да не одиме. Може да... Ево, ајде, уште 2 минути имаме. Што со Гоце Делчев ќе им поентираш дека ни ставиле вето заради Телма 21.6.2019. Телма, нели? Не е вечерното шоу. Бугарија го наметна Гоце Делчев како услов за датум, ама за земја. Не е живи со Бугарија. Не е живи со Бугарија. Па чекај се, ти не е важно какви аргументите може би со Јапонија ќе живеам во еден со Бразил. Стефан Дечев кај мене вика и да не беше Тито македонски беше и беше посебна нација. Доволно ли е тоа? Сега, уште една работа. Добро, втора работа за ова да ти кажам. Кога ќе напишеш Македонија на YouTube, не мора, ама ова често го правам. За да видиш што е меинстрим, не е Стефан Дечев. Фала му на Бога за Стефан Дечев. Има еден млад дечко од Македонец, актер е во Бугарија, имаше прекрасен подкаст, го споделив на Facebook на Дарик Радио, еден македонец, нели може да го видиш, Супер муабет. Ама меинстримот, кај нив деновиве по телевизии се. Сега беше и Вигенин, дури од некаде го извадија, Фондација Македонија, Ивајло Волчев, онај вечниот од Бан, еден со бела коса, кој што е огавен кон Македонија, кој што не разбираше зашто се лутиме на северно-македонски. Поентата ми е друга. Еве го овај од Коридор 8 кој што за Канал 5 фрла дрва и камења, пошто било тоа државна стратегија. Значи, и прашањата, знаеш кои се? Прашањата се. Да прочиташ што е улогата и функцијата на комисијата и дека се охрабрува. Уште 30 секунди. Било кој од членовите на комисијата ќе ти го каже. Тоа е главата во песо. Не е ќе наша улога да утврдиме дали Гоце Делчев е бугарин или македонец. Главата во песо ќе Нашата улога е да оствариме препораки за заедничко чествување и да направиме корекции во учебниците пропорционално. И кај бугарите да се извади тоа, бугарските западни земји и кај македонците татарите. Тоа е улога. Ќе ве повикам да ги видите досега усвоените препораки. Ајде прочитај ги, ги има. Ако не сте ги тргнале од... Ајде прочитај ги. Завршуваме. Што пишува за Кирил и Методи? Се словенски, прочитај да видам ајде. Не, се. Озбилен си, Александар, има 30 секунди. Сегашниот президент. 200 научници, 200 научници се подпишаа на писмо против тие препораки. 200 научници. Валја не знаеме јас и ти појкам. 200 не за петте препораки. 200 научници. Академици пишува дека Кирил Методи се Луѓе, ме молам. Што не успеа? 200 научници се подпишаа. Сега во нас е проблемот. На монетата од 2 евра. Богдан те молам, на монетата од 2 евра. Да ги стави Кирил. Прц за 2 евра. Покажува каква политика. Абе кај словаците во уставот се Кирил и Методи, па што треба да им се лутиме? Благодарам многу за учеството во вечерната емисија. Почитувани, ви благодарам и вам и останете со програмата на Канал 5.